Здраво на сите, и денеска ќе разгледаме една многу едноставна алатка за скинирање GitHub Secrets, и ова алатка се нарекува GitLeaks и може да се симне од github.com кроз код npv кроз GitLeaks, и ова алатка, како што може да видите, има extended.py, тоест ова алатка е напишана во Python. И за инсталација на ова алатка, како што може да видите, не препорачува да користиме pip install GitLeaks доколку имаме Python верзија 2 или pip3 install GitLeaks доколку имаме Python верзија 3. И за користење на ова алатка, како што може да видите, јас имам веќе инсталирано алатката GitLeaks, тоест верзија 0.0.31, и за користење на ова алатка може да напишеме gitleaks.h и овде ќе ни даде многу опции, но нас не треба find anything, тоест доколку го искористиме нашиот GitHub репозиториум Spring Security.full tutorial, тоест со ова алатка за да скинираме, за да го скинираме нашиот репозиториум, мора да одиме change directory во нашиот директориум. Сега сме во нашиот директориум и може да напишеме gitleaks find anything и verbose да ставиме за по-прегледен начин, и како што може да видите, веднаш ни дава секретс кои што се најдени во нашиот GitHub репозиториум, и како што може да видите дека во фајлот maven wrapper, тоест mvnw, може да видиме дека имаме променлива maven password, и ова го детектира како секрет, тоест ќе имаме променлива maven password, и секој кој што може да ја пристапи ова променлива може да го дознае пасвордот за maven. Потоа во нашиот проект, тоест во application.properties, како и во претходните примери, тоест кога ги разгледуваме со другите алатки, имавме spring.datasource.password и password. Потоа имаме детекција во maven.cmd, тоест maven username и maven password променливи, и потоа како што може да видиме, исто така имаме и spring.datasource.username кој што ние го сетиравме на root, тоест ова алатка ни го даде овој секрет. И како што може да видите, ова алатка е многу едноставна за скинирање и користење, и може секој да ја користи, бидејќи лесно се инсталира и има едноставна команда. И ви благодарам за ова видео и ви благодарам што го изгледавте.